Во рамките на одбележувањето на 50 годишнината од основањето на Националната установа Центар за култура Бели Мугри, во петок на 16 март ќе биде отворена на 15-та меѓународна ликовна колонија Карпино. Изложбата е традиционално секоја година изложена во Кочанскиот центар за култура и истата е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Ние почнавме и продолжуваме да празнуваме 50 години постоење на Центарот за култура. Значи сега во петок ја користам оваа можност да ги поканам љубителите на ликовната уметност да ја проследат изложбата Карпино, која што е 15-та меѓународна ликовна колонија, на која што ќе бидат представени 28 дела, работени во најразлични техники, значи отварањето ќе биде во 19:30. Покрај планираните активности за одбележување на јубилеот ќе се одржат и камерни представи во Националната установа Центар за култура Бели Мугри. На 23 и 24 нашите членови од модерниот танц, од модерниот балет ќе присуствуваат на надпревар, меѓународен надпревар, кој што оваа година се случува во Скопје, на наше задоволство. Се разбира тековно покрај сите овие дејности што ги напоменав, значи ликовната, литературната, танцот, музиката и така, значи ни следи и една богата програма, тоа е значи театарската сцена, односно представите кои што следат. Првата представа е на 27 март во знак на чествувањето на Светскиот ден на театарот и на тој ден ќе прекажеме представата Столови, која што е во режија на Перо Даниловски, а текстот на Ежен Јонеско. Следна представа, која што исто ја заокружуваме за овој месец, значи на крајот на месецот, тоа е театарската представа Разговори во 4 очи. Тоа е гостување од Македонски народен театар од Скопје, значи на задоволство на граѓаните на Кочани исто ќе имаат можност да ја погледат оваа представа која што е извонредна и прекрасна, како што е и нашата представа Столови. Значи Центарот за култура пред се има развиена и флексибилна најава на настаните. Изложбата Карпино ќе биде отворена во петок со почеток во 19 часот и 30 минути во салонот фоаје 2 во Националната установа Центар за култура Бели Мугри.